Кога станува збор за нашата безбедност, нема компромис, особено кога користиме плински боци во нашите домови. Токму затоа, МАК Петрол како водачка компанија во областа на енергијата вложува континуирани напори за едукација, информирање и обезбедување сигурни производи согласно на високите стандарди, правила и прописи за безбедност. Од МАК Петрол секој пат велат, безбедноста на граѓаните ни е вистинскиот приоритет. Работиме според сите важечки закони, стандарди и протоколи, а нашите станици се опремени и обучени за професионално полнење и проверка на плинските боци. Безбедното користење на плинската боца не започнува во кујната, току многу порано, на местото каде што таа се полни. Во време кога свеста за безбедност станува се поважна, одлучивме денес да провериме одблиску како изгледа целиот процес на полнење на ТНГ боците под строги стандарди и контроли. Нашата утринска нателма ја посети централната полнилница на МАК Петрол во Миладиновци, каде што секоја боца минува низ серија проверки, контроли и професионално ракување. Се со една цел – максимална безбедност за секое домакинство. Во продолжение ќе слушнеме и погледнеме како изгледа овој процес, кои безбедносни мерки се превземаат и зошто е важно боцата да се полни исклучиво на овластените локации на МАК Петрол. Пред се, една единствена работа е, најважната се, купувачите да не ги полнат нелегално плинските боци од било кој тип на бензински станици, затоа што тие не се акредитирани за таа намена. Најважната работа е да ги менуваат плинските боци празни за полни на лиценцирани објекти кои се со здобиени сертификати за таа намена и да ги почитуваат упатствата за корисниците како треба да се однесуваат со енергенсот и со садот под притисок и што треба да прават за да безбедно ги користат садовите. Прва и основна работа е тоа што плинската боца, доколку се полни на бензински станици неконтролирано и нелегално, е тоа што никогаш не знаат колку е исполнета плинската боца и колку треба да се наполни. Науката кажала дека садовите под притисок, наменети за ТНГ, за течен нафтен газ, за бутан пропан, треба да бидат исполнети 80 до 85%. Во тој случај нема да има никаков проблем со подување и така натаму. Ако се исполни садот под притисок 100%, тогаш можно е во разни околности, атмосферски влијанија, високи температури, во средини каде што има такви појави, да дојде до ширење на гасот, нема каде да се движи во садот внатре, доаѓа до дуење и до можна експлозија, до отварање на самото тело на садот. Тогаш истекува гасот и доколку има услови за таа работа, доаѓа до експлозија, значи му треба уште две компоненти, гас има во просторот, има воздух, значи кислород и потребна е искра. Еден од тие три фактори или елементи ако ги нема, не доаѓа до експлозија. Меѓутоа, за жал, секогаш во такви простори има од овие три елементи и доаѓа до несакани последици. МАК Петрол за секоја боца вградува упатство кое им користи на граѓаните и нашите потрошувачи како треба да се однесуваат и како треба да приклучат боците. Меѓутоа ние ќе повториме. Кога е веќе исполнета плинската боца, се вади чепот, заштитната заптивка, се приклучува регулатор кој го регулира притисокот, внатрешниот притисок на боцата со потребата на потрошувачот. Тука да претпоставиме дека има црево кое е приклучено со уредот. Што е многу важно исто така, при приклучувањето на регулаторот со плинскиот вентил да се провери со
пена или во овој случај пена од боца, дали има неконтролирано истекување на ТНГ од плинскиот вентил. Тоа обично ќе прикаже веднаш. Точно, ќе се појават меурчиња и тоа е знак дека плинската боца не е исправна и не е за употреба. А и не е добро спроведена, да речеме, до грејното тело во домаќинството. Сите сврзувачки места каде што се, до уредот треба да се проверат. Тогаш сте безбедни и така натаму. Доколку можеби ја немаме оваа пена како супститут, што би го навеле друго од домаќинството? Најпросто и наједноставно е да се употреби сунгер на кој е нанесен течен детергент и вода. Тогаш се третираат местата, тоа е исто како и во овој случај. Што да направи секој оној кој што ве слуша во моментот како граѓанин, ако почувствува мирис на газ во просторија? Тогаш треба веднаш да го затвори плинскиот вентил, боцата, да ги отвори вратите и прозорите од просторијата, од просторот каде што се наоѓа, да има провев и ништо повеќе да не пуши во просторијата и да не употребува алат што искри или да употребува електрични уреди во просторијата. Најважно би сакал да ве прашам, сега колку често треба да се провера состојбата на боцата и самото црево, регулаторот на цревото. Споминавте една многу важна компонента, да не се пуши. Дали кога ги користиме токму овие плински боци во домаќинството, за луѓето кои што се пушат, или така, што би биле советите тука? Во моментот кога се приклучуваат плинските уреди со плинската боца преку регулатори и плинско црево, задолжително е забрането да се пуши во тој простор и да има извор на оган и така натаму. Значи, никако тоа не смее да се случи. Друга работа е да водат сметка дека регулаторите и плинските црева си имаат рок на трајање. Овој конкретно Мак Петрол што го продава регулатор е со рок на трајање од 10 години и тој треба да се замени за 10 години. Доколку нешто не се случи и непредвидено. Затоа е многу важно кога уредот нема да биде во употреба или кога купувачите излегуваат надвор од своите домови, да ги затворат плинските боци. Што е со надворешните влијанија кога патуваме и така натаму, дека тие треба да бидат изложени, да речеме, нели, на надворешна природна средина? Што би препорачале за овие намени? Секако, без грижа, сите садови под притисок што се исполнети со ТНГ во акредитирана полнилница, како Мак Петрол, што има, нема грижа за тоа, меѓутоа, сепак, не треба плинските боци да бидат изложени на температури над 40 степени. Значи сончеви граци, да, значи малце предпазливо, меѓутоа тоа не значи дека и во зимски периоди, кога плинските боци се внесуваат во топли простории, дека не може да дојде до тоа. Значи, секогаш треба да се будни странките, купувачите и да внимаваат на безбедноста. Мак Петрол, сите плински боци, садови под притисок, ги дава на преглед на независно инспекциско тело на Мак Петрол, кое врши проверка и дава дозвола за употреба за 5 или за 10 години. Тоа е редовен сервис. Кога ќе пристигнат плинските боци пред полнење во полнилницата, се проверува дали самата плинска боца, диаметрот се проверува, обемот на боцата, дали е таа во дозволени граници. Ако е во дозволени, како што е во случај, оди на понатамошно полнење, значи ги запазуваме процесите со тоа што ако се валкани боците, тие ги переме, ги миеме во специализирана перална. После тоа се врши тарирање на плинските боци, значи овој дел од плинската боца е наведен како тежина на тара, практично тежина на празна плинска боца. И врз основа на тоа, ако е ова плинска боца за 10 кг, толку и се полни на полуавтоматскиот прстен, ротационен, каде што има ваги за полнење, наменети за плински боци од 5 и од 10 кг. После сето тоа,
кога ќе биде исполнета, оди на една контролна, додатна, екстра контролна вага, и тогаш сме сигурни дека плинската боца е коректно исполнета. Понатаму во процесите се прегледува плинскиот вентил, дали има неконтролирано истекување на плинскиот вентил, потоа оди се става, доколку е се во ред, се става заштитна заптивка, потоа се нанесува, се аплицира термофолија, која понатаму се со водена пареа се прицрстува до телото на самиот како еден вакуум, да речеме. Точно. И финално е тоа што на крај се прегледува не само додатно плинскиот вентил, туку и телото на боцата. Дали има некоја микропукнатина или некоја недозволена работа што може да предизвика опасност. Бидејќи вие ги апострофиравте темите апропо за користење на плински боци, особено во домакинствата, зошто би споменале тука за сите кои што не гледаат и слушаат ризично полнење на боца во бензинска станица? Бензинските станици се прво и основно наменети за полнење на горива за автомобили и за возила. Тој плин што се внесува во возилата, авто-ТНГ или автоплин, популарно кажано, е со различен квалитет од ова ние што го внесуваме во плинските боци. Тоа е една работа, квалитетот, а втора работа е што продавачите на бензински станици не само тоа што не смеат да ги полнат, ако веќе ги полнат, тие не знаат колку се исполнети плинските боци и ги полнат неконтролирано до некој степен каде што во иднина може да донесе катастрофални последици по корисниците и во околината. Тоа што Мак Петрол строго го забранува е всушност доколку го немаме жигот и печатот, вие практично не дозволувате да оди плинската боца во промет. Да. Точно. Каква е процедурата за безбедно полнење на боца во фабриката и што се случува со боци кои што не поминуваат проверка? Дали се повлекуваат и како се третираат истите боци? Кога ќе се аплицира плинскиот вентил со термофолијата, која е впиена на самиот плински вентил, тоа кажува дека плинската боца е спремна за употреба и дека без грижа може да се употребува. Меѓутоа, светските стандарди кажуваат дека сепак пред употреба треба да се провери со постапка која ја напоменавме со пена. Да биде странката или купувачот, корисникот сигурен дека од ниедна природа не може да дојде до нешто што е несакано. Инаку, плинските боци кои нема да го поминат тестот во процесите на проверка, дел од машините сами ги изфрлаат од системот. Тоа се практично паметни уреди. Точно е, така е. И евентуално, ако и тука има некоја си дополнителна потреба од проверка, што ние тоа го правиме, човечкиот фактор се грижи за тоа да плинската боца биде отстранета. Во понатамошна постапка се врши постапка на евакуација на плинскиот на плинот или на ТНГ-то од плинските садови, садовите под притисок и истото гориво се враќа во резервоарот. Доколку купувачот или корисникот на садот под притисок почувствува дека има присуство на карактеристичен мирис во просторот, кажавме тоа што треба да направи, веднаш треба, ќе повторам, да го затвори плинскиот вентил и плинската боца да ја отстрани од средината, надвор од средината каде што се употребува, значи неотворено. Потоа треба да се јави до објектот, до вработените од каде што е подигната плинската боца, им го каже проблемот, ќе се добие стручно изјаснување и објаснување што понатаму треба да направи. Доколку се работи за аномалија која не е предизвикана од странката, секако дека рекламацијата ќе се прифати, нема никаков проблем. Апелирам уште еднаш до купувачите да не ги полнат садовите под притисок на неовластени бензински станици, само да ги полнат во полнилници каде што се со здобиени лиценци и решенија за дејност
нема да имаат никаков проблем.